Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Најди ми некапната солза, дари ми несомнуван сон, кажи ми еден убав збор, запеј ми незапеан пој, кажи ми еден убав збор, запеј ми незапеан пој, изгреј ми злато-жуто сонце, сокри ме некој скриен град, врати ми лудо млади снаги, бакни ме како за прв пат, врати ми лудо млади снаги, бакни ме како за прв пат. Многу дни пребродивме ние, како чур на немирно море, насмеј се на ветрот што вие, љуби ме и главата горе, насмеј се на ветрот што вие, љуби ме и главата горе. Како тоа убав старт имаме денеска. Бога ми треба да трае, така е. Па многу ви благодарим. И добре ни дојдовте. И почитувани гледачи, добре дојдовте и вие во нова работна недела, во ново издание на Никој како, во се разбира минутите исполнети со забава, музика, ведрина, така што останете заедно со нас, верувам дека веќе ве примамивме со нашите денешни гости. Така е, да. Ова е моја и на супругот омилена песна и благодарам сте вака што ми исполнивте желба, иако не знаевте. Не знаам. Прв танц оваа ви беше? Не. Ова ни е за секогаш танц. А на оваа те фати? Не, така не. Па не откриваш зашто ви омилена. Волшебен текст, ја мислам еден од, не знам, тоа ми беше едно од инспиративно прашање вако меѓу првите, кога имаат они некоја нивна омилена, како изгледа тоа кога пееш? Дали поинаку пееш од оние кои што се, да речеме, нешто што се другите ги сакаат или рутина? Поинаку, нормално. Нели? Па да, мислам, секоја песна си носи своја порака, овде текстот и музиката се маестрално направени, секој човек може да го погодат кај што треба и мене ми е искрено драго секогаш кога ја пеам оваа песна, посебно со колешка. Колешката Јасмина Гуњова, добре ни дојдовте. Душко Ѓургиевски и придружувани од ни помалку важан, туку не, важан многу, Зоран Кржаловски. Фала за ти! Навистина ни е драго што одвоивте време и што еве сте дел од нашава емисија. Специјално се чувствуваме, одамна не сме ве виделе. Посебно И на нас Јасмина. ни е драго. Да. Заслужен е Душко. Да. Душко беше убедувача. Се убедивме. Некој време. Што и викаш, ќе дојдеш со мене? Па соработуваме, Така е. секогаш кога можеме да соработуваме. Драго ми е што соработувам со Јасмина. Ме изненади, да ви кажам, во една прилика, една интересна работа. Се сметам себе си за добар познавач на македонската народна песна. Неколку пати ме изненадува со некои песни кои што ја не сум ги слушнал. Стварно? Да. Например? Кажи некоја. Па сега, например, јас сум заборавил. Насловите сум ги заборавил, меѓутоа ме изненади неколку пати. Со некои песни што таа ги знаат и не? А јас не ги знам. Леле. Јасмина, како ова? Вие сте некоја енциклопедија за песни? Па од дете со татко ми пеевме изворни македонски песни и многу песни знам.
не сум имала прилика да ги пеам. Мислам дека мислиш за Нова година? Настапот на Нова година? Нова година, така. Така, кога настапувам и кога ќе има прилика да се пеат изворни македонски песни, знам да брзам, без да се договориме со маестро, бидејќи немаме никаков проблем со него, се снаоѓа. Да. Еве, ќе го изненадам како што ви. Супер. Зборувајќи за музиката и долгата кариера, колку време веќе? Двајцата имате долга кариера. Не кажувате колку. Не мора, него јас сакав Не малку кажувате така години, да... кажи од дете, пеам и толку. Од дете свирам. Од 2005. Од 2005. Да, може од кога, да. Слушаш од 2005. А он нека да. Од дете од 2005, одбрано. Ке кажеш од кога? Од одамна. Од одамна. Од мал така решив дека, да. Па може би повеќе од 30 години. Да. Имаш некоја идеја за некаква заокружување на? Па јас на кај тоа го влечев муабетот, нели, околу обележување. Сакаш да Секогаш и- кажуваш нешто Да, не. не сакам да кажам нешто додека не се Не се планира и да се преземат конкретни чекори за реализација на такво нешто. Инаку, да, многу години се точно. И би требало. Би требало нешто да се случи. Да. Ќе кажам и јас, ајде да не Ајде, испадне. кажи, те Дека спровоциравме. криеме нешто. Јас свирев хармоника, Добро. во културно-уметничко друштво во Штип. И пеењето ми е од понов датум, 38 години. 92-а официјално почнав со пеење, веќе бев професорка тогаш во Штип. На Цветници. Првиот настап ми е 92-а на Цветници. Не рачунаме, ние немам појма колку години се тоа. Добро. Потоа до 93-та не настапив никаде. Повторно на Цветници 93-та, па на Баландово. 92-а и 93-та или... Аха, добро. Да, само на 92-та, Цветници се едната па година. 93-та, Значи, па од на минатиот Баландово. век. Од минатиот Да. век. Да. А тоа беа и најуспешните години Така е. на фестивалите и на народната музика, многу хитови од тоа време, Така е, да. од 90-тите да речеме, кои што и денеска се слушаат и се пеат и ги знаат луѓето. Така е. Но мислам дека луѓето во, како да кажам, во народната музика малку помалку се суетни, ако можам така да кажам, ако можам тој избор да го употребам, може би грешам. Мислам дека сте повеќе колегијални и си помагате и Веселјаци. чувате и не знам, од забавната. Не знам дали грешам, може би и грешиме. Не Па ја знам. Тоа е не таков можам- впечаток. Не можам да направам таква споредба, секогаш сме имале соработки со колеги од Народната фела, музиката и со забавњаци. Не сум имал никакво лошо искуство, така што Така што... не знам забавњаците нешто ако имаат меѓу себе. Па не знам, таа Нешто повеќе. како си таа некоја, како да кажам, надмудрување, кој е подобар, кој е по повеќе така маркетиншки. да, Тоа маркетиншки секогаш трикови. публиката ќе го каже. Така е. Ние меѓу себе не може ништо да... Да. Рековте долги години заедно настапува. Некои анекдоти да извадиме, нешто интересно, некакви интересни случаи кои што биле интересни да се споделат со нашите гледачи. Така на Интересно прва. беше на Нова година сега, кога пеевме последната Нова година во Маврова, може да каже Дуле. Не, ти ќе Дуле е збунет, не Случајно знам така, зашто ми. испадна мене ме викна како на шега. Баш така. И јас му се јавив прво на маестро Кржаловски, после секогаш кога има можност, Да. го вклучуваме и Душко. Отидовме да пееме, кажа дека 3 дена немало струја, така ли? Да, Леле. претходно 3 И си дена немало струја. исколучувала струјата на секој саат. И си викаме сега како ќе тераме Нова година без струја. Па веројатно и Имавме хармониката среќа. беше у багажник. Имаше екипа од Евана, кои што навистина беа вредни исполнителни и си ја завршија работата. Меѓутоа, како беше во... Супер, забава направивме. Да, забавата Прекрасно беше одлична. Мислам дека... Таман пред да завршиме 5 минути или 10 снема струја и тоа. За фајрон. Рекле, доста ја трошите, дај да ви склучиме да направиме. Топ. Добро, ајде, може, не ме гледај. Може? Да, би Може. сакале, и онака пријатно ќе си продолжиме со таков тип на Да, ова нели, се само прашања ќе ни инспирираат веројатно за и други прикази да ни раскажете од вашиот живот. Ајде вака сега. Што најмногу цените кај другите луѓе е првото прашање. Од мене. Малце да испровоцираме. Да. Искреноста. Искреноста? Да. Добро. Од секогаш? Тоа ти е Да, таа. да. Добро. Скромноста. Скромност. Скромност.
И искреност, скромност. Супер, добра. Јас идам на... Се надоврзуваш? Тоа низ годиниве, нели? Најинтересна фризура што сте имале до сега во вашиот живот? Има ли нешто така, специфично? Има, многу Сигурен интересно. сум дека има. Сите имаме некоја фаза во животот. Луда. Кога бев во годините на најголема моја популарност, ако може така да се каже, најголема популарност, и требаше да ме сликаат за постер, за втор постер. Првиот постер веќе беше направен и отидов на фризер во Козле, кај една фризерка. Добро. Ми ја направи фризурата, отидовме на сликање, ме шминка. За саат време од фризурата немаше ништо. Ме слика, ама пропадна и фотосесија, пропадна и парите. Многу интересно. До твојата коса или до фризерката? Не, до лакот на фризерката. Фризерката била сигурно. Само да објасним за помладата публика, тогаш значи во тоа време се правеа постери каде што нели се подготвува и каде што пишуваше кој е пејачот и тука се додаваше време нели место каде се свири. Сума на пари. Сега е лесно, штракни се со мобилниот и на социјални мрежи. Првиот постер го платиш 2000 тогашни марки. 2000 марки постер. 2000 марки постер. Добре, јас сум помлад, не фатив од таа цена, нешто поевтино ме кошта. Ај фризерка да немало потреба тебе да ти Чекај, може ке ми открие нешто. Имаш ли си имал долга коса никогаш? Имав, да. Стварно? Како средношколец и во тој период, па после имав екстремно многу кратка и еден интересен момент. Косата природно во нашето семејство ни побелува на сите. Во тие години кои што ги спомна, јас мина некаде 96-7, пеев на Цветници. Имав еден прамен овде побелен веќе и луѓето мислеа дека намерно го правам тоа, меѓутоа тоа беше природна појава. А има една интересна анегдота околу фризурите, што спомна. Го снимав спотот тоа време на земја македонска обработка на песната. Во студиото ми направија фризура одлична, меѓутоа нешто се сгреши бојата и излезе ваква плава како што се топчината. Овде напред еден прамен. Да, точно, и не можеше да се измие никако. А утре дента имав закажано судење во Скопје во субота. Ај на спотке поминала во Да, сега влегувам нели во судница, добар ден. Судијата води записник, полномошник на тужителот, станувам адвокат Мишко Ѓорѓиевски. Ме гледа, вие сте адвокат? Да, ме гледа у косата. модерен адвокат. Тегет. Леле. Тегет на се иде. Да. Добро. Она што ме интересира, вие сигурно сте биле пример за многу од генерациите и многу ве обожавале и споделувавме нели луѓе ваши фанови кои што коментирале позитивно за вас. Кој за вас беше идол, ТВ лик кој што навистина значал нешто во Македонија, во Југославија, да не се ограничуваме. Не зборуваме за водител, туку зборуваме Кој за што би го некој издвоиле? странен таков уметник. Ми се Не може во лизгачки. младоста сте биле заљубени. Заљубени во некој. Од народната музика, еве ќе споменам Виолета Томовска. Некако ми лежеа во наводници. Сите нејзини песни ми одговараа да ги пеам. Потоа едно време, нели, бидејќи живеевме во минатиот век во поранешната Југославија, знаев едно време да слушам некои пеачки од тоа време, од тие простори. Например? Повеќе некај Севдалинкива или? Например, Лилјана Петровиќ. Еве сега, не знам дали ја знаете. Не е нешто многу позната. Добро. Имаше периоди. Едно време го слушав Мухарем. Некако ми се допаѓа неговите песни, меѓутоа Виолета Томовска ми беше така нешто посебно. И незините песни. Да. Добро. Па нашите доајени, како уште како дете водеа популарни емисии на радио и на телевизија. Значи Бадев, Сариевски и Кирил Манчевски. И убаво е човек кога ќе учат такви големи. Во последно време некако се измеша ломчињата, меѓутоа Многу се измешаа. може би сме окупирани од музиката од странство
меѓутоа секој човек си избира на што сака да го И слуша. вредностите И малку сега се е многу изменија, полесно да се најде социјалните мрежи да, ни влијаат. да се најде кои што- музиката. Човек на Да. на интернет може да си побара на што сака да го слушне, така што. Да. Јасно. А кажете ми, бидејќи долга кариера, долги години, се случува и да се заборават текстови. Имате период, да речеме, во годината, во месецот, каде што некаде ги имате Повторуваш? текстовите, па некаде си ги повторувате или си правите одредено вежбање некако за Јас за немам. да не се заборават. Како Со оглед што на тоа дека се уште сте активни нели Се во случува на настапи. тезга да ми се блокира мозокот и да не ми И што текнува во тој некој момент? зборче. Во тој момент Никогаш не сум Телефончичко Google. знаела да се снајдам на фестивал, на пример, кога ќе го заборавам. Позади ќе се свртат. Да. Ми И се што правиш на случувало на фестивал? фестивал, ништо ќе го прекитам зборчето. Има колеги, на пример, еве ќе го спомнам, поздрав до Петар Нечовски, на лице место прави. Нов текст. Одма се креира И тоа нова убаво. песна. Да. Убаво звучи тоа се. Убаво звучи. Да, Не, јас ќе го прекитам. Да. На фестивал е малку лошо, пошто нели нова е песната, па публиката не ја Да. знае. Веројатно на концерт, И ајде ги сега добиваме вие. песните пред неколку дена пред да се почнеш, финализираат така. и Да. не може да ти легне Да, текстот, да, не можеш да го научиш. Например, за тоа песните што ги добиваме пред неколку дена пред фестивалот, би сакала еве да спомнам еден момент, секогаш ме прашуваат зашо не направиш некоја весела песна на фестивали, се нешто жални песни пееш, па не ти беше баш убава песната, па најди некоја поубава песна, еве ми прилика да им кажам на гледачите да им е јасно, например, како функционираат фестивалите. На фестивалот, секој фестивал има конкурс, ќе си примат 20 на песни. Конкурс за песни и после За се песни. пријавуваат пејачи, така дополнително. И сега некоја песна некогаш е работена наменски некога. за некој пејач. Меѓутоа има многу песни кои се останати, нели? И се треба да се бараат пејачи. Ќе ми се јават на мене, ќе ми понудат, се случувало 2-3 песни да ми понудат, да не ми се допаднат, да не се пронаоѓам. Да. И многу пати се случувало да не пеам, да не настапам на фестивалот, не ја чувствувам песната, не сакам да настапам, ама некогаш или ќе те убедат и ќе речеш ајде да Ајде, излезеш, добро. што ти луѓето мислат дека веќе никој не те вика, нели? Да. И се случува, ќе испеам некоја песна што не ми лежи. Е сега и друг момент е, бидејќи ние сите си имаме своји приватни животи, се случуваат и немили настани, немили случки, Така е. а мораш да пееш, па фестивал, па емисија во живо, еве сега емисијата оди во живо. Еднаш имав емисија со Орце Гелевски во живо, само јас бев гостинка. И требаше да идат и песни, и зборување, и муабети, и се. Секогаш излегувам многу пред време, во Скопје не можеш да планираш. Така е. Дали да стигнеш или да не стигнеш на жива емисија, мислам да доцниш не Не е фер. е фер. Излегувам многу порано, средена се и ми се случи. Излегувам од дома, ќерка ми на улица си игра, во тој момент на комшиите на вратата, влезна железна врата, го скина прстот. Значи вака и висеше. Не. А вие треба А јас средена и ќе средена на седнувам во емисија. кола да одам на емисија. И И што да правиш? Го качуваш детето во кола, го носиш по болници, ја санираат повредата и После после со неа во одиш... емисија? Не отидов со неа. Се Да, јавив. се знаев. Ја зема, не е проблем. Да. Проблемот е што не си секогаш сконцентриран да Така, и зборуваш. расположен не си А секогаш, луѓето одвај така. чекаат да ти најдат некоја мана. Леле, па како кажа, Ама па што вака замани, кажа. Да, посебно во денешно А ти си време. доживеал трауми, стресови. Да. Тоа е тоа. Еве на Валандово една година пеев. Истиот ден татко ми го скрши колгот. Ау. И беше во болница на операција. Тоа се некои ситуации. Вие се знаете како. Така е. Да, сите сме имале Така е, да. такви и убави и неубави. Помалку А убави, емисијите и музиката и фестивалите треба да врват, така да сме се адаптирале на сето. А имало ли, да речеме, момент каде што ете, не ми се допадна, не би била по кеф песната што ме понудиле, ама публиката да има прифатено да ве изненади. Да. Да сте погрешиле во првата проценка. Не? Па јас секогаш грешам. И да продолжиш да грешиш. Чим проаѓаш добро. Така е. Една година снимавме новогодишна емисија во Бугарија, во Банско.
во Кемпински. Јас и Гоце Арнаудов бевме од Македонија. Тоа беше Бадникова, за Бадник емисија, на бугарската национална телевизија. И тогаш, уште пред 2 месеци ги кажувавме песните, имав една песна "Срце моје запај му" од Тоде Спасовски. И како весела песна, ја ставив, имаше генерална проба предходно. Сите пеачи од Бугарија дојдоа да ми честитаат, не ги ни познавам, нели? Колку била убава песната, што ја немав осетено. Да, дека толку така многу е, може да им толку се може да допадне. Браво. Имате некоја таква приказна? Таква приказна слична, кога веќе спомна Бугарија, ме потсети на одамна беше 2006-2007 година, една песна на Миле Барбаровски, "Празник љубовен". Ја отпеав на фестивалот во Благоевград, каде што беше прекрасна организација, одлична организација, навистина како што треба да функционира национален ТВ сервис. Пробата беше закажана во точен термин. Кога излегов на сцена, имаше 30 играорци позади мене кои што спремиле кореографија. На песната? Да. И освоив гран при на тој фестивал. И тоа од жири комисија која што беше составена од 15 еминентни композитори, диригенти, музичари, текстописци, поети. На крајот на фестивалот, односно пред прогласувањето на наградата, ми приде возрастна жена, член на жири комисијата, со патерица, значи во години беше жената, и ми кажа: "Ова не е песна." И јас се зачудив, мислев дека нешто сум сгрешил. "Ова е мелем за душата." Па во тој контекст, точно јас не се сомневам дека Миле знае, Барбаровски знае да направи песна, да не спомнуваме кои песни се негови. Сега што се прават нон-стоп кавери на таквите песни. Меѓутоа бев пријатно изненаден од реакцијата таму и на жири, комисијата и на публиката. Да. Мислам дека остави трага тоа и на бугарската сцена. Јасно. Колку што имам информација. Што би направиле ако имате неограничени средства? Одиме малце на парички. Знам јас одма. Ајде, кажувај ако знаеш. Сподели? Во последно време, неколку години наназад, сите пари ги трошам на храна, за кучиње и мачиње. Имаме и ние колешка за зборуваш за овие што се улични. Улични или своји? И домашни, чуваш многу? Да. Одма кранчаров. 30 мачиња и едно куче. 30 мачиња дома? 3. Добро, и на тоа би потрошала? Трошам. Па да, ќе ги нарани сите овие ама неограничени средства на тоа ќе ги потрошиш? На тоа ќе ги потрошам, ќе направам Што? живеалишта. Па да. Стационари, така. Добро, убава ти е идејата. Хотели за кучиња и мачиња. Па материјалното од секогаш е второстепено, која би можел би помогнал навистина на овие Сериозно би помогнал? На кои што Вака неограничени средства? Па, неограничено, ако има нормално дека ќе помогне, а за себе си вака се. Што би направил? Прва вака што ти доаѓа да си исполниш некоја желба. Некоја желба. Ќе биде смешно го кажам дека немам желба. Нема желба, па добро. Ако сте реални во желбите, се остваруваат кога тежнеш да ги оствариш. Сега ако сакаш да имаш 5 острови некаде. Малку не е реално, но се оно реално другото, сите тежнееме да ги оствариме. Материјалното навистина не е толку значено. Не е значено во животот. Така е. Суеверни сте? Суеверни, може би религиозни, а суеверни не. Немате некои такви? Така. Суеверни не. Суеверни, добро. Имаш некој свој? Понекогаш. На лева нога, на десна нога. Нешто пред настап, Нешто има некој, не знам, правила пред? Не. Однака. Ми се случувало. Црна мачка. Сега не. Мачки. Мачките. Сега мачки ги ради. Цел живот мачки сум собирала од улица. И дома сум ги носила. Еве, може да се види ако... Да, од приложено. Добро. Која е вашата најголема слабост? Ако зборуваме за слабости,
зборувавме за кај луѓето, што не ви се допаѓа. На карактерната црта. Најголема слава. Фалбаџество. Фалбаџество ти е најголема. Зашто? Веќе со текот на годините, дали човек станува позрел, поискусен, порано не можев да ги проценам таквите луѓе и се имало ситуации кога ќе поверувате во тоа, меѓутоа кога после некој време ќе видите дека не е така, ќе ја сватите реалноста и едноставно Да. се прекинува таков еден однос, дали пријателство или... Да. Добро. И иритира. Да. Моја особина? Да. Или кај луѓето што ми За смета? твоја особина мислам. Ваша. За моја, па моите особини сите се добри. Сите добри, Нема за тоа не друга. Добро, добро. Јас сум многу наивна. Цел живот сум наивна, цел живот наседнувам. Добро. И така, мислам дека сите се искрени, дека сите се добронамерни, а не се. И цел живот наседнувам и 3 дена после се измачувам дома, Се ама тоа зезнав е пак. непоправливо, да. Да. Ви кажуваат домашните, немој да бидеш вака, нешто, може да се бориш со тоа, може да надминеш нешто? Не може, Не? не може. Вие сега психолози веќе кажат, нели, можело ако работиш на тоа и не знам што, ама веројатно никој работи. Добро, Па со може би искуството не и со работам годините, на тоа веројатно доволно. може, да. Нели? Да, Може би, не може би. Кој сме ке работа? Што? Што би работеле ако не сте го да. работеле ова? Ама не, он работи. Трета работа да Да, смислам? трета работа. Трета смисла. Изработка Нешто што нема врска, на да. предмети од дрво, мајстор, нешто тишле. А ти си пробал нешто? Пробав. И? Пробав. Супер. Оди, Немам добро. слики да ви покажам, меѓутоа е изработки мои што Види? Да. И веројатно за време на короната имаше време и малку да се усовршиш. Обично сите нешто што не сме работеле претходно или не сме имале време, тука се пронајдовме во тој период. точно од искуството, поучено од искуството со мајсторите, знаете каква недостиг на пазарот имаат стручни луѓе кои Да, што си ја така. знаат работата, ќе повикате некој од дома и кога ќе видите што ќе направи, ќе си речете на крај, Можам може јас. јас да го направам и еве неколку пати веќе се уверив дека можам. Можам. Сега може би ќе ми треба повеќе време, и тоа кога се работи со мерак, Може да се. времето се исполнува и устоа и се пее некоја песничка и Супер. Смееме да кажеме шо? А, смееме. Апропо предходниот муабет, ветерина сакав да студирам. Ветерина? Ветерина. Ветерина, но немаше во Скопје. Моите родители ми го одбраа технолошки факултет. Јас секогаш слушав, се запишав на технолошки, завршив текстил. И така. Потоа И работиш. на по нивни струка. предлог исто се вработив во училиште, средно училиште. Текстилно во Штип предавав. Аха. На предлог на други луѓе запишав и магистратура и тоа го завршив. Ама добро, па са не биле тие многу, са вие наивно сте ги слушале, ама не е тоа за ваше лошо. Да се договориме, Не. не било лошо. Не, било во лошо тоа избор. време беше многу перспективен факултетот. Така е, да. А со ветеринава, значи, може да се случи да... Сега виж. Па знам да си што- експериментирам Аха. со уличните, посебно да им давам антибиотици. Да помогне. Да им помогнам. И добро го работам. Добро го работам тоа. Добро. Ајде малку музика. Музика? Музика. па Ајде. што? Кој ке пее? Па, не се Другари? сме договорени. Ја и ти сме за играње денеска. ние сме Да, за играње, ние за добро. играње. Само микрофонче. Ајде. Нели ти реко моме дојќе нели ти дума
Они те лажат, моме донке. Они те писма за Нината. Нема. Кој ќе Да направите направи, писма за Нина. ќе заврши работа. А стварно за Кате па многу песни има. Кате. Порано знаеш дека не ги мразам, ама хич не ги сакав. Ето тоа. Зошто? Не знам зошто. А сега ги сакаш? Сега ги сакам. Ај, па да. Сега ми е така, баш ми е убаво што има толку многу песни за Кате. Добро е, да. Да. Добро. Јас подготвувам. Помеѓу време подготвуваме кој сум јас. Нинат да ти помогнам. Реклами. Веќе подготвија од режија и реклами. Реклами, Така ајде ајде можеме што со е реклами, подготвено. па ќе се вратиме со игра. Така е. Јас ми на топките нема да ги играме денеска. Но затоа кој сум јас играме. Кој сум јас? Исклучи? Ајде да исклучам. За да не ни читаат гостите. Ајде на пак. Види. Се пак читаме, добро. Супер, ке Сале помогни. читаат. И батерија да смениме за празници, бе.
Снемало. Вака. Имат снемено. Имат снемано. Ајде, Добро. значи, знаете за што се работи. Па не знаеме, Сега ќе ти кажам. ве молиме од преска да ни кажете. Не знаете кој е ликот, Увилата. иначе знаете како се игра, нели? Со знаеме. Дајсо не си помагате. Ќе прочитате еден на друг што му пишува на челото и Тоа е за момент. треба да си го погодите вие. Ајде, Погледнете, погледнете се. видете дали разбирате. Господна песна. Ама не, мој брат, Многу спомнам. Многу помагаш. спомнам. Многу. Да. Доаје. Ајде, со Дајсо не. Јасмина, само со Дајсо не му помагаш, да, пошто Браво. Ајде. Прашувај ќе кој си. сватиме. Ти за себе. Машко, Машко? жив, Не. пејач, Да. адвокат, Не. Нема такви, само ти си. Цариевски, Не. Манчевски, Не. Баде. Така. Реков ја, ако не од прва, од трета се погодила. Ајде си. Ајде се. Прашувај ти. Женско? Да, Да. Пејачка? да. Пејачиште. До 30 години? Не, До 50? не, Над 60? Да. да, Да. Руса? Не. Сме да кажам, Ајде, пошто нема. не е жива. Е жива. Над 60 години, така? па не е жив. Не е Возрастна, жива да. веќе. Мислам, во текот на Да, да. кариерата Возрастна. колку години Да, доживеала. Па 70 на Ја веројатно може одговарам би. со Дајсо, не. Еве ние помагаме, видиш, брмчиме јајката. Ете, ви Да. кажам. Друго е на емисија, Значи, друго е кога пејачиш. ќе гледаш на телевизија. Пејачишта многу. Пејачка пар екселанс. Асоциација одма доаѓа. Ако не од прва до трета. Петренка Костадинова? Не. Не, Васка Илиева. Не. И Виолета Томовска. Не. не. Не, не, жива. не, значи не е жива. О, леле, колку гафч. Друг пат не ме викате. И трета што ти доаѓа? Не е жива. Вања Лазар. Е, така бе! Од трета. Нема врска. Ништо, види, на Нема телевизија врска е многу нигде. различно од кога си гледаме Точно, дома и кога сме така е. сконцентрирани. Сега малку е тука и Поидов. Три концентрација. пати ми кажавте не е жива. Па не, Е, добро. добро да добро. Ти уште од преска ни викаш да не играва. Сакаш да пееш поиша, да? Одлично, одлично. Благодариме затоа што Преживеавме. Да. изигравме игри, затоа што нели се адаптиравме на емисијата и навистина убаво си поминавме. Барем ние, се надеваме ние. Да. Пак ќе ве викаме да знаете. Ајде, тоа. Заедно Е, со Јасмина Лајди. треба да се потрудиме. Јасмина добро ли беше? Може да те викаме пак? Беше, Може на беше. 50 метри од Беше. тука. Секогаш кога ќе ни треба гости, знаеш, кога никој не изгледа, Па ќе откаже. Никој да ни Ако ви излезеш во требат пресуд. гафови вака, нема врска, супер виша. Благодариме многу. Што ќе Пееме? пееме? Да, што пееме за крај? Уште една песна. Ајде. Македонска стара. Ајде, така и да завршиме. Почитувани гледачи, утре се гледаме пак. Ви Нови благодариме. гости, чао! Ajde da li znaš pametiš mi lice koga si bez me male škite koga si bez me male škimice aj moga se dvajca da ljube aj koga se dvajca ta ljubev milice oči čopoto grančete
srce